pleasant work. Yes, it's not easier part. Почитуван председател на владата на Република Македонија Зоран Заев, почитуван амбасадор на Европската унија господин Еш Богар, почитувани колеги министри, почитувани амбасадори, градоначалници, директори на јавните предпријатија, пратеници, дами и господа. Денеска е многу значаен ден за сите жители од Грацко, од Росоман, Кавадарци, Прилеп и за сите останати граѓани во Република Македонија кои гравитираат во овој регион. На моје огромно задоволство започнуваме со еден од најкрупните капитални проекти, изградба на најзначајната патна артерија во регионов, која долго време беше барана од граѓаните. Овој експресен пат од Грацко до Прилеп, кој се гради во 3 фази, представува инвестиција од 60 милиони евра. Денес започнуваме со изградба на втората фаза и тоа од Грацко преку Росоман па се до клучката Кавадарци во должина од 16 километри. Инвестицијата за оваа делница е во висина од 23 милиони евра, средства кои што се обезбедени од фондовите на Европската унија. Експресниот пат ќе се гради по сите безбедносни технички стандарди, што ни дава сигурност дека безбедноста за сообраќај ќе биде на највисоко ниво. Ова го потенцирам бидејќи сите знаеме во какви услови сега се вози на овој патен правец. Согласно договорот, експресниот пат ќе биде завршен во 2020 година. Она што сакам да потенцирам е дека владата и ние како министерство во соработка со јавното предпријатие за државни патишта вложуваме многу труд и време на изградба на оваа патна делница која е главна врска што го поврзува Вардарскиот со Пелагонискиот регион. Во таа насока сакам да нагласам дека во тек е изградба и на делницата од Дреново до Фариш, проект каде што наследивме сериозни проблеми, но со многу посветеност ги надминуваме, што може да се забележи на терен каде значително е зголемен интензитетот на работа. За последната делница проширување на патот од Прилеп до мост на Ленишка река и изградба на третата лента од село Беловодица до Каменолом во должина од околу 7,5 километри, оваа година ќе објавиме јавен повик за градење. Средствата и за оваа делница се веќе обезбедени од Европската унија, што значи дека ќе имаме заокружено целата финансиска конструкција за изградба на овој експресен пат. Сметаме дека граѓаните заслужуваат да возат по модерен и безбеден пат кој значително ќе олесни комуникацијата и ќе го забрза транспортот на стоки и услуги. Генерално, овој експресен пат ќе даде нов стимул за економска моќ на регионот, а бенефитот директно ќе го почувствуваат околу 250.000 граѓани кои живеат во овој дел од Република Македонија. Друга работа што сакам да ја потенцираме дека веќе следниот месец ќе објавиме јавен повик за проектирање за изградба на експресниот пат од Прилеп до Битола со идно прераснување во автопат. Потоа ќе се гради нов експресен пат од Битола до граничниот премин Меджитлија. Тоа подразбира нова брза и модерна патна инфраструктура низ целиот регион. Сите овие инвестиции се од особено значење бидејќи се реализираат на патниот коридор 10D, што е дел од паневропската мрежа на коридори. Почитувани, изградбата на нови патишта и реконструкција на постоечката патна мрежа во Република Македонија е врвен приоритет на оваа влада. Од таа причина влеговме во еден инвестициски циклус во подобрување на целокупната патна инфраструктура во државата. Она што сакам да нагласам е дека заедно со јавното предпријатие за државни патишта овие 11 месеци максимално се посветивме на создавање на услови за да можеме да започнеме оваа градежна офанзива која во моментов се реализира низ цела држава и дополнително на што ќе следи во наредните месеци. Само оваа година ќе бидат инвестирани околу 270 милиони евра во изградба, реконструкција и рехабилитација на преку 60 патни правци. Покрај овој експресен пат Грацко-Дреново, многу скоро започнуваме со изградба на експресните патишта Ранковце-Кривопаланка и Штип-Радовиш или вкупна инвестиција од околу 100 милиони евра. Со средствата од јавното предпријатие за државни патишта ќе се реконструираат преку 30 на патни правци. Со средства од меѓународните финансиски институции ќе се реконструираат, односно во фаза на реконструкција се околу 40 патни правци. Ова е само потврда на нашите залагања Република Македонија да добие нова, модерна и квалитетна патна инфраструктура. На крај би сакал да искажам огромна благодарност до нашите поддржувачи и добри пријатели од Европската унија. Без нивната поддршка, голем дел од инфраструктурните проекти во Република Македонија немаше да бидат реализирани. Европската унија се наши партнери во создавање на демократски просперитет на Македонија и ние граѓаните сме благодарни за тоа. Ви благодарам за вниманието и нека се среќа изградбата на овој експресен пат. Благодарам.